Почитувани присутни, во Република Македонија во 21. век се случува политички прогон. Политички прогон на оние кои што мислат и чувствуваат поинаку, на оние кои што имаат различни политички уведувања. Почитувани присутни, за жал имаме ситуација во која што Македонија за само неколку месеци се врати во 1995 година. Секој ден во главниот град Скопје има убиство. Има убиство во Чаир, кој што се нерасветлени, убиство во аеродром кој што е нерасветлено. Секој ден плячки и разбојништва, секој ден претапувања, секој ден небезбедност на граѓаните. Секој ден има запалени автомобили, плячкање на банки и едноставно имаме ситуација во која што мафијата царува, а Македонија е вратена во 1995 година. Се создаде атмосфера на страв. Атмосфера на страв се создаде кај медиумите. Атмосфера на страв се создаде во судството. Атмосфера на страв во нашите улици и нашите маала. Атмосфера на страв помеѓу младите во ситуација во која што рациите со долго оружје, со автоматски пушки, се буквално секојдневие кое што се случува во Македонија. Почитувани присутни, тоа е атмосферата во која што 60 дена наназад Едмон Темелко беше осуден на притвор. Тоа се 60 долги денови во кои што се вршеше тортура врз Едмон Темелко, затоа што станува збор за активист за човекови права, борец за македонските интереси, единствен градоначалник надвор од територијата на Република Македонија, единствен градоначалник македонец. Во таа атмосфера на страв на Едмон Темелко, ден по ден, рочиште по рочиште, му беше продолжувана мерката притвор. Почитувани присутни, во оваа заробена држава Македонија, во која што царуваат убиствата во главниот град, рациите, несигурноста, во петокот, пред само 2 дена, на Едмон Темелко, му беше продолжен притворот за дополнителни 30 дена. ВМРО ДПМН најави протест. ВМРО ДПМН кажа дека ќе се спротивстави на неправдата. ВМРО ДПМН порача дека ќе ја пренесе македонската порака за слобода и ослободување на Едмон Темелко. И гледате како одеднаш се менуваат работите, гледате како одеднаш се менуваат одлуките. Истите оние кои што на болниот, на оневозможениот Едмон Темелко во петок му прогласи уште 30 дена притвор, денес за неколку часа, откако најавивме протест за Едмон Темелко, откако јавноста се возбуди, истите оние кои што во петокот, пред 2 дена, му изгласаа уште 30 дена притвор на Едмон Темелко, денес велат да оди во домашен притвор. Тоа е добро за Едмон Темелко, но не е доволно. Едмон Темелко треба да биде слободен. Едмон Темелко треба да биде меѓу своите гласачи, Едмон Темелко треба да биде кај своето семејство и Едмон Темелко треба да биде кај народот кој што го изгласал за градоначалник. Едмон Темелко го бираа граѓаните на Мала Преспа и на Пустец. Едмон Темелко го бираше македонскиот народ и граѓаните на Република Албанија и го избраа да биде градоначалник, а не да биде политички затвореник во Македонија. Уште еднаш, оние кои што после 60 дена тортура, после 60 дена зандана за болен човек, за изнемоштен човек кој што не може врвките да си ги врзе, човек кој што одвај се движи, човек кој што речиси и не може од кревет да стане. Истите тие кои што во петокот му изгласа уште 30 дена тортура и притвор, денес, откако се најави протестот, откако се размрда Македонија, откако Македонија кажа дека ќе дојде да протестира, одеднаш рекоа дека Едмон Темелко ќе оди во домашен притвор. Но уште еднаш ќе речам, не е доволно. Местото на Едмон Темелко е меѓу оној народ кој што го гласал во општината која што добил доверба да ја раководи. Едмон Темелко е личност која што е борец за човекови права. Едмон Темелко е македонски активист од почетокот на 21. век. Едмон Темелко и неговото име во децениите кои што доаѓаат, македонскиот народ ќе ги спомнува како избрано лице и како еден во долгата плејада на македонски активисти за права на
македонците и македонската кауза. Почитувани присутни, борбата продолжува. Не застануваме тука. Почитувани присутни, изразуваме голема благодарност до илјадници и илјадници луѓе кои што беа подготвени да дојдат на денешниот протест за ослободување на Едмон Темелко, на денешниот протест против тортурата, заробувањето и односот кон Едмон Темелко. Но борбата против неправдата не се опира тука. Ова денес, како резултат на најавениот протест на ВМРО ДПМН е само почеток. Нашата борба продолжува и затоа наредните денови граѓаните на Република Македонија ќе имаат можност да го искажат своето несогласување со неправдите. Поради ослободувањето, односно поради домашниот притвор, денесниот протест, кој што беше најавен за 19 часот, се откажува. На Едмон Темелко ќе му честитаме и на Едмон Темелко ќе му посакаме добро здравје. Но продолжува и неговата борба за слобода, продолжува и борбата за слобода на заробената држава Македонија, во која што царува мафијата, во која што луѓе секојдневно се убиваат, во која што цели бизниси се рекетираат, во која што автомобилите секојдневно се палат. Од тие причини, почитувани присутни, ВМРО ДПМН најавува граѓански протест за правда и правдини, кој што ќе се одржи на 3 декември, во недела, во 18 часот. Идниот викенд, дојдете во Скопје да се протестира за правда, да се протестира за праведност, да се протестира за човекови права, да се протестира и да се крене глас дека Македонија нема да биде заробена држава, туку Македонија ќе биде слободна држава, дека Македонија ќе биде држава во која што се почитуваат човековите права и Македонија постепено, секојдневно, секој ден, секоја недела, секој месец, постепено ќе го крева гласот за оваа лакрдија кој што и се случува. Ете, тоа е тоа кое што сакам да ви го порачам, тоа е она кое што сакам и од името на ВМРО ДПМН да биде соопштено.